За отстранување на железната ограда нема да се трошат пари на граѓаните, ќе бидат искористени внатрешни ресурси, односно постојните капацитети на службите во рамки на владата. Владата го исполнува ветеното, го промовираме концептот на отворена влада, зградата на владата, како и просторот околу неа се во владение на граѓаните на Република Македонија. Железната ограда ќе биде ставена во депо. Бетонските столбови во овој момент, поради тоа што нивното отстранување чини премногу и имајќи во предвид дека се вкопани 1,30 сантиметри под земја, ќе останат, бидејќи владата нема намера да троши дополнителни пари за нивно отстранување со цел да се исправат грешките на минатата влада. Сите понатамошни одлуки во однос со железната ограда, како и со просторот околу зградата на владата, пред да донесеме наредна одлука, ќе бидат консултирани граѓаните на Република Македонија преку еден инклузивен процес и сите наредни одлуки ќе бидат донесени во согласност по тие консултации со граѓаните. Планирано беше да се направат клупи од неа. Сега ќе се чува во депо. Кажавте дека не сакате да ги трошите парите на граѓаните, но сепак претпоставувам дека и тоа отстранување на оградата ќе чини пари. Имате ли финансиска конструкција? Доколку не бев јасен, да повторам многу попрецизно. Нема да чини ниту денар отстранување на железната ограда околу владата на Република Македонија. Владата ќе ги искористи постојните ресурси и оградата ќе биде отстранета. Што ќе се случува со оградата и сите понатамошни чекори поврзани со таа ограда, нема да трошиме пари на граѓаните. Одлуката, кога ќе дојде време нешто да се случува, ќе ја направиме и ќе ја донесеме заедно со граѓаните на Република Македонија во еден инклузивен процес. Претпоставам ќе имаме една-две дебати, ќе поразговараме, ќе извадиме заклучоци и тоа што е најприфатливо, тоа ќе го направиме.